Добро вечер во емисијата 360 степени на осад. Повод за вечерашнава дебата е утврдувањето на нацрт амандманите на Уставот на денешната владина седница. Им значи нешто на албанците вклучувањето на Охридскиот рамковен договор во преамбулата? Ке ошто њаха позитив. За мене клучната критика на целиот договор е всушност дека станува збор за конечен договор кој не е конечен. Бидејќи не знаевме што ќе бидат уставните амандмани, сега не знаеме што ќе биде уставниот закон, не знаеме што ќе биде исходот на разговорите за употребата на брендовите, трговската употреба на брендовите македонски и македонски и трговските имиња, и не знаеме што ќе биде исходот на Комисијата за археологија, историја и образование. Се разбира дека постојат многу вкоренети стереотипи, историски анимозитети. Се уште ние имаме историски читанки кај нас и ги учиме генерациите дека соседите ни се волци кои сакаат да не распарчат. И ако продолжиме да ги перпетуираме, таквите размислувани ставови нема никаде да стасаме, освен да се вкопаме во една дупка во центарот на Балканот. Албанскиот народ во Македонија се нарекува 20%. Население кој што е над 20%. Поголема навреда, мислам дека не постои за било кој народ. Останете со нас, дебатата е по кратка пауза. Владата на денешната седница го утврди текстот на нацрт амандманите на Уставот, што произлегуваат од договорот од Преспа. Ова е поводот за нашава вечерашна дебата со гостите Дане Талески, советник за надворешни работи на премиерот Зоран Заев. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Сашо Клековски, аналитичар. Добро вечер. Благодарам што сте со нас. И Ибрахим Мехмети, исто така аналитичар. Добре дојдовте. Добро вечер, не можам. Ке почнеме со Талески. Вие сте за цело време дел од овој процес, блиску до премиерот, а тоа е фигурата која што за цело време е на чело на овој процес. Колку беше лесно или тешко да се стигне до текстот на нацрт амандманите? Па, овој процес е долг, ама крајно неопходен за еднината на државата. Сите сме свесни дека од конституирањето на Република Македонија по референдумот во 1991 година, еден од најголемите предизвици за нашата држава е спорот кој што го имаме или кој што го наметна Република Грција, поврзано со името, уставното име на Република Македонија. 27 години, 27 долги години, ова беше еден тежок камен околу вратот на државата и на сите граѓани поединечно, на сите нас како политичка заедница. Беше многу тешко да се дојде до овој договор, кој што не е идеален, ама во секој случај е добра основа, е добар фер компромис, каде што двете страни добиваат она што им е потребно, односно она што сакале да минимално да го имат и да го обезбедат. Прво, тој процес беше тежок. А создавањето на овие амандмани се случуваше во еден инклузивен процес, кај што беа слушнати различни страни и беа замени во предвид различни видувања, вклучително на новата пратеничка група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, политичките партии, другите политички партии кои се во опозицијата, политичките партии кои го сочинуваат владеачкото мнозинство, имаше комисиска расправа, имаше исто така и пленарна расправа, каде што се дадоа доста добри, квалитетни, конструктивни видувања. Владата се обиде сето ова да го преточи, да го стави во еден текст кој што ја отсликува реалната потреба за имплементација на договорот и го манифестира еден поширок политички консензус кој што стои позади ова. Премиерот Заев во една своја изјава пред неколку дена рече дека во овој процес покрај внатрешни консултации се мисли во земјава дека консултации се вршени со грчката страна. На какво ниво беа тие? Дали е се во ред со текстот на амандманите од таа страна? Иако ако сега од оваа перспектива погледнаме, имаше информации наназад недели и месеци дека практично амандманите и се напишани, дека ги пишувале во Грција. Не, амандманите не беа напишани се до овај момент. Утрово беа поминати на владина седница и како што кажав, имаше широк процес на консултации. Се разбира дека имаше процес на консултации со грчката страна, бидејќи ние сме партнери во имплементацијата на договорот.
Важно е договорот да се имплементира кај нас, во Република Македонија, важно е да се имплементира и кај нив, да ја помине процесот на ратификација. И во таа смисла ние имаме многу отворена комуникација, одлична соработка и навистина сме посветени пред се на затворањето, конечно, на прашањето, на имплементирањето на договорот, на градење на добра верба, пријателство и стратешко партнерство во иднина. И во име на сето тоа, во име на интеграцијата на нашата држава во НАТО и во Европската Унија, каде што треба да бидеме и партнери и сојузници со Грција, ние ја одржуваме со нив многу добра и многу квалитетна Грчката соработка. страна нема проблем со овој текст на нацрт на Мислам амандманите? дека никој нема проблем со овој текст на нацрт на амандманите, освен некој ако не и мисли добро на еднината на државата и кој што не сака да ја види како дел од ЕУ и од НАТО. Клековски, има ли изненадување за вас во текстот на нацрт на амандманите? Па добро, ја не бе вклучен во овие долги обширни консултации, така да прв пат ги гледам амандманите на мојот влез во емисијата и стварно не би можел на прво читање да коментирам што пишува во нив. Меѓутоа, самото декларирање дека било која критика на амандманите, значи дека сте против државата, во основа не ми се свиѓа како начин на комуникација. Значи, времето на еден изборот и само ова можеме да го направиме, всушност оневозможува било каква расправа. Значи, ова е текстот, тој сте за или не за него и нема што многу да се дебатира. Мислам дека тоа не е во добар начин за комуникација, за нешто што треба да биде инклузивно и да биде устав на сите граѓани на Не, Република повеќе Македонија. ве прашувам од аспект на стравовите кои што мислам дека и вие лично сте ги изнесувале во изминатиот период. Например, слушавме стравувања дека затоа што не го знаевме точно текстот на амандманите, а факт е тоа, бидејќи тие не ги пишуваше. Ги потикна самата влада со тоа што не го обзнануваше текстот. Не, дека например ќе се брише македонскиот народ. Еве го Не сум изјавил македонскиот тако нешто. народ, добро, можеби не вие, иако и вие изјавувавте Не. дека Грција Значи, нема мојата проблем теза со нашето дека- име, има проблем со Апсолутно, македонскиот народ. апсолутно. И тоа го видовме на парадата во Солун. Мислам, го демонстрира... Не, но македонскиот народ останува и во преамбулата и во текстот на уставот. Во текстот на уставот се спомнува еднаш или два пати на маргинални Дури го има, зони. дури го има и во новите амандмани. Не кем да ја водам расправата во обратна Ама вие теза. ја почнавте сега расправа. Значи, амандманите сега ги гледам прв пат и не би можел да ги дебатирам. Мислам дека сепак би било прелесно да навлезам во една таква работа. Меѓутоа, јас не сум запознат ни со широкиот, ни со обсежниот процес на консултации и само кажав дека не ми се допаѓа воведот дека сте или за или сте против, ако сте против државата. Мислам дека тоа не е пристап за отварање на дебата за нешто што треба да биде нели устав на сите граѓани на Република Македонија. Што мислите за внесувањето на Охридскиот рамковен договор како еден од конститутивните меѓиници во Видите, преамбулата? Преамбулата е многу интересен феномен, ако можам така да го кажам. Преамбулата не предизвикува последици, бидејќи не е дел од нормативниот дел и нема нели понатаму законски обврски кои произлегуваат од самата преамбула, меѓутоа што со рамковниот договор носењето во 2001, баш со преамбулата беше најголем проблем во донесувањето. Доколку добро се сеќавам, во рамковниот договор беше утврден еден текст на преамбулата, меѓутоа тој текст не беше тој што беше конечно усвоен од собранието заради големиот притисок што се направи во јавноста и во политичката и во општата јавност. Мислам дека тогаш и собранието и добар дел од универзитетот беше против тоа решение. Охридскиот рамковен дел е еден од политичките договори кој влие на уставните решенија во Македонија и прашање на политичка одлука дали да се вклучи во тие битни акти што се донесувани во периодот и предпоставам дека е еден акт на конечно вклучување на етничките албанци во процесот на уставотворност во Македонија, ако се сеќаваме дека тоа не се случи при носењето на уставот 1991 година. Без разлика што на почетокот на емисијата рековме дека нема пречистени текстови на уставот, иако
се наоѓаат на интернет и пречистени текстови. Убаво е да се види што точно значат овие измени на преамбулата, за да се види кој е и целиот контекст на целата преамбула. Добро, Мехмет, и вас да ве вклучиме еве на истото место на кое што застана господинот Клековски. Им значи нешто на албанците вклучувањето на Охридскиот рамковен договор во преамбулата? И дали вие го доживувате како еден вид на израз на можеби благодарност за конструктивноста која што партиите на албанците имаа во овој процес? Ndoshta tepër herët konstatohet se sa kjo ka domethënie për shqiptarët, sepse edhe nuk i dim reagimet, po mund të flas për përshtypjet e mia të para nga kjo informat dhe mendoj se kjo është një hap pozitiv në drejtim të përmbylljes së këtij kapitulli të them etablimit të Maqedonisë si një shtet, do kisha thënë normal, sepse nëse analizojmë gjithë atë që ndodh që nga pavarësia deri tani, është vështirë të thuhet se kemi pas një jetë normale dhe se Maqedonia ka funksionuar si një shtet normal. A mendoj se këto përpjekje dhe këto friksione, do kisha thënë, që tani i kemi këtu edhe në studio, janë rezultati i këtij procesi, i cili filloi që vitin 1991, dhe mund të them se ne asnjëherë nuk kemi pas rast të kemi një debat të qetë, me argumente, ku të gjithë do të jenë të kyçur dhe askush nuk të ndihet i përjashtuar. Edhe kjo e tani që kemi reagime lidhur me përmbajtjen e preambulës ose të amendamenteve të kushtetutës, flet për një mosbesim i cili është i trashëguar. Unë nuk mendoj se këto formulacione që janë në amendamentet e kushtetutës janë befasi e madhe për ne, sepse ne flasim gjithkohën për këto ndryshime, këto janë pjesë e marrëveshjes së Prespës dhe janë refleksion në fakt i marrëveshjes së Prespës dhe dash ose pa dash, qeveria po edhe parlamenti ka një hapësirë të kufizuar dhe hapësira varet nga përmbajtje e marrëveshjes. Ne nuk mund të dalim jashtë marrëveshjes dhe nga ana tjetër nuk mendoj se ne nuk kemi qenë të kyçur, sepse ne bisedojmë për këto çështje pa ndërprerje. Dhe vjen momenti kur kjo duhet të përmbyllet dhe mendoj se adresa është në rregull. Tani qeveria që i propozon amendamentet në bashkëpunim me parlamentin, to ishin në debat në komision dhe mendoj se kur të hyjë në parlament do të ketë përsëri debat dhe ndoshta atë do të kemi rast më tepër të flasim për përmbajtjen konkrete, sepse tani edhe nuk e di përmbajtjen. Допрва следуваат фазите во кои што процесот ќе влегува, меѓу другото и амандманите ќе одат на јавна расправа. Талески, што од ова што го нема во нацрт амандманите останува да биде дел од уставен закон? И премиерот Заев денеска споменуваше елементи од договорот кои што се неопходни за негова имплементација, кои што ќе треба да бидат дел од уставниот закон, кои што ќе се носи потака или заедно со финалното заедно со финалното, ама само пар работи од кои што беа кажани дека амандманите бе текстот на нацрт на амандманите јавно објавен моменти по неговото донесување и е јавно пристапен документ, секој може да го најде да го види на веб страната на владата. А во однос на вклучувањето на Охридскиот рамковен договор, видете, тој е важен документ кој што темелно ги има променето уставот, веќе е целиот вклучен во Уставот, има најмногу амандмани нашиот устав кои произлегуваат од Охридскиот рамковен договор, така да неговото вклучување во преамбулата е еден факт кој што потврдува важноста која е важна не само за албанците за Охридскиот рамковен договор, и за македонците, за сите други заедници. Процесот понатаму треба во третата фаза ќе има сигурно плодна дискусија од различни агли околу амандманите, текстот, значењето и така натаму. Нешто тоа ќе се случува во собранието, нешто надвор од собранието, во медиумите сигурно. Ќе има многу, во таа фаза ќе треба да се работи уставниот закон. Знаете, во нашата уставна
пракса спроведувањето и на Уставот 91 година и на уставните амандмани повлекува на креирање и носење на уставен закон и има прашања кои произлегуваат од имплементацијата на договорот, кои што не е погодно или не можат да бидат ставени да бидат дел во уставот. Тоа се пред се кои Пред делови? се тоа се користењето на терминологиите кои се поврзани со новото име на државата, односно прецизираното географски име на државата и Каде фазното... може, каде не може придавката? Не каде може, каде не може, туку е правилната форма на придавката и како треба да се формулира тоа, односно како ќе оди имплементацијата. Тоа е поврзано со делот на имплементација на користење, делот тоа и фазите на тоа како ќе се случува. Тука имаше едно барање исто од новата пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата да има одложено ефектуирање на внатрешната примена, која повторно е во склад со договорот и врзано со процесот на интеграција. Значи, тие работи, кои се исто така суштински важни за имплементацијата на конечната спогодба помеѓу Република Македонија и Република Грција, не можеа да бидат ставени во текстот на договорот заради нивната суштина, ќе бидат посочени во уставниот закон. Клековски, едно од барањата на овие 8 пратеници од опозицијата, кои што заедно со 72 други што се сметаат за неспорни дека ќе гласаат за отворање на уставниот процес, беше да се усвои амандман со кој што ќе се гарантира македонскиот идентитет. Вие го имате текстот на амандманите, мислам дека во третиот или четвртиот првата реченица се однесува токму на тоа, а тоа е дека Републиката го штити, гарантира и негово историското и културното наследство на македонскиот народ. Ова е практично реченицата која што треба да го задоволи тоа барање на тие 8 пратеници. На ова повеќе гледам како на декоративна заложба која треба да отстрани некои ставувања што постојат во јавноста, иако самите знаеме дека дел од политичките декларации во нашиот устав се далеко од спроведување и имплементација во реалноста. Секако е за поздравување што е вклучено во амандманот на членот 49 таа одредба и што е согласена таа одредба. Меѓутоа, повторно, баш во дискусијата за членот 49, бидејќи јас бев од тие што немав против да се измени членот 49, бидејќи покрај нашата заложба дека ќе се грижиме за македонците странство, македонската држава прави многу малку да се грижи и за граѓаните на Македонија, поради слабата конзуларна мрежа, а и многу малку да се грижи за македонците во соседните земји, кои горе-доле мислам дека се препуштени на собствени активности. Така да, повторно, зависи дали е тоа декларативна заложба или не, меѓутоа на овој ниво мислам дека дава одредена тежина и како декларативна заложба и добро да има. Вие што мислите од аспект на албанската етничка заедница? Дали ова целата формулација на измената која што се предвидува на членот 49 е во ред? Следниот став кој што се менува вели Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство и ги унапредува нивните врски со татковината. Има посебен став кој што вели Републиката се грижи за припадниците на македонскиот народ кои живеат во странство. Републиката при тоа нема да се меша во суверените права на други држави во нивните внатрешни работи. Kemi një situatë specifike kur bëhet fjala për qytetarët e Maqedonisë jashtë vendit. Në praktik ne shohim se në shtetet ku kemi një koncentrim më të madh të popullatës qytetarëve të Maqedonisë, në fakt shteti i Maqedonisë kryesisht kujdeset për maqedonësit etnik. Unë s'pak këtë përshtypje kam dhe nga jo që kam pas rast të dëgjoj nga njerëzit që jetojnë jashtë, kuptohet kur dikush e adreson ambasadën, atëherë kuptohet se ambasada reagon. Mirë po, nëse nuk ka një kërkesë konkrete nga qytetarët e Maqedonisë shqiptar për shembull, atëherë nuk ka ndonjë angazhim, sepse angazhimi është ose kujdesi i shtetit është
etnizu. Dhe me thanë është kujdesi është për maqedonësit etnik dhe jo për qytetarët. Dhe kjo amendament, sipas me, jo që më pengon mu, unë jam i vetëdijshëm për sensitivitetin e kësaj çështje, për shkak se populli i Maqedonës është të themi, bombarduar nga fqinjet të cilët nuk e pranojnë identitetin ose në një karakteristik të popullit Maqedonës dhe kjo i bën më senzitiv edhe unë jo vetëm unë, por mendoj se shumica e shqiptarëve edhe politike dhe intelektuale kuptojnë këtë problem dhe nga ai aspekt kjo është ndoshta e kuptueshme, mirë po unë si qytetar do të kisha qenë më i lumtur kur këto amendamente, kujdesi i shtetit për qytetarët e saj dhe për identitetin e qytetarëve të saj do të ishte në një nivel pak më të lartë, me thënë nivelin e qytetarëve dhe shtetasve, jo të një popullit të veçantë. Има един став претходно кој што вели Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство и ги унапредува нивните врски со татковината. Dytësore. Тоа është dhe me thënë si... Иако е представот за македонскиот народ. Окей. Окей, është kjo mirë po duhet edhe në praktikë duhet jetë kështu. Edhe kjo këtu unë di edhe rastet që diaspora më e vjetër që është nga koha e ish Jugosllavisë, për të cilët shteti i Maqedonisë nuk kujdeset, edhe pse ata kanë qenë banor të Maqedonisë në kohën e ish Jugosllavisë. Dhe këtu mendoj se është problemi pak më i gjerë, nuk është vetëm problemi në relacion me Greqinë, por është problemi se shteti këto, do të thonë, zgjidhje të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen e qytetarëve duhet të jenë pak më largpamse, jo të jenë të kufizuar në një kontest, të themi tani me Greqinë dhe për hir të këtij kontesti ne bëjmë amendamentet. Mirë po, kjo është ndoshta okej për një moment, mirë po në afat më të gjatë mendoj se mund të lind dilema të reja. Prandaj duhet shteti të funksionojë pak më ndryshe dhe ndoshta formulimet e këtilla duhet të merren sa marrin parasysh edhe këtë moment. Значи, капацитетите се ограничени од државата, може не може секогаш во странство на диаспората да одговори на сите барања, но не се само етничките македонци кон кои што се дават конзуларни грижи и заштита, се обезбедува исто и образование на мајчин јазик и на албански од страна на Република Македонија на своите државјани чиј тоа што им е мајчин јазик. И сега овие 4 амандмани не го исцрпуваат целиот текст на Уставот. Во претходниот член, кога ќе го отворите Уставот 48, е целосно посветен на заштита, негување и промовирање на идентитетот на помалите заедници. Значи, тоа не е овде дека нешто плюс сега се додава само ексклузивно за македонскиот народ. Целосната заштита и инструментите, барем на највисоко ниво во Уставот, за промоција и негување на идентитетот на заедниците, веќе се таму. Ова на некој начин досега не било потреба да се стави во Уставот за македонскиот народ и се става бидејќи постоја доста неосновани стравови или стравови базирани на лажни вести дека ќе има некакви повреди во однос на тоа и сега јасно пишува дека има обврска за да се заштита, гаранција и негување на историското и културно наследство на македонскиот народ. Ќе направиме пауза, па ќе продолжиме дебатата. Благодарам за сега, бидете на осет. Продолжуваме со разговорот во студиото со моите и ваши гости вечерва, Сашо Клековски, Ибрахим Мехмети и Дане Талески. Може ли телеграфски, ако повеќе пати се обидувавте да објасните зошто беше проблем за грчката страна во преамбулата да остане формулацијата од луките на Асном и сега тој дел се менува со формулацијата прогласот од првото заседание на Асном до македонскиот народ за одржаното заседание на Асном. Многу кратко, во прогласот се содржани правните решенија кои Асном ги донесол, кои ги поставуваат темелите на државно-правната традиција, да речеме дека за официјален јазик за конституирање на државата, Асном дека ќе биде легислативното тело, президиумот, извршната власт, 2 август дека ќе биде државен празник, значи оние кои се тоа се прогласот и правните решенија. Прокај прогласот и правните решенија има и други
документи, например манифестот на АСНОМ, кој е значаен историски документ, но во кој има делови во кои што викаат ги повикуваат македонците од окупираните, сега не го цитирам дословно, ама тоа е идејата, вика од окупираните други делови кои се во Бугарија и во Грција да го следат примерот и да се ослободат. И грците, не без да го земаат во предвид дека тој е историски документ, не влечи денеска последици, сметаат дека тоа е повик на одцепување, односно на земање на делови од Бугарија и Грција и приклопување кон, односно приклонување кон територијата на нашата држава. Не ја отстрануваме сега во преамбулата, да биде прецизно и јасно дека АСНОМ не само што се брише, туку зборчето АСНОМ споменува 2 пати сега во преамбулата, но да е јасно дека се однесува на правните решенија кои се содржани во прогласот, кои во формално правна смисла ги даваат темелите на државност. Без да навлегуваме во политичките декларации, даени во тој момент. Единственото место во кое што ќе остане да се употребува зборот Македонија, членот 36 во Уставот, само терминот Македонија, без додавката Северна. Таму Зошто? се користи во историски контекст. Вика, тоа е член кој што е поврзан со антифашистичките борби и таму Македонија се користи во историски контекст, зборчето Македонија, додека во сите други членови на Уставот, како Република Македонија или Македонија, се однесува на државата. Не беше пологично и во преамбулата, на местото по кое што се споменува референдумот, сега и рамковниот договор, исто така да остане терминот само Македонија? Но видите, се како да ви кажам... Еве преамбулата. Да, ама пишува во членот 1 дека тоа е поврзано со во амандманот 1 дека се менува во текстот на Уставот. Сега колку содржински дел е преамбулата од Уставот е друга работа, но во членот 36 зборчето Македонија е пред се користено не е користено како име на држава. Додека има и други делови, да речеме во преамбулата, кои што се однесуваат на некакви аспирации, на политички идеи. Додека во однос на името на државата, мислам дека е јасен првиот амандман, дека дека Република Македонија, Република Северна Македонија, во иднина откако ќе бидат прифатени, некога ќе бидат прифатени амандменти, туку откако ќе стапат на сила, а ќе стапат на сила откако Грција ќе го ратификува спогодбата и ќе го ратификува протоколот за членство во НАТО. Република Македонија се заменува со Република Северна Македонија, а Македонија со Северна Македонија, кажано како име на државата во официјална форма. Да, Клековски, ако рековте дека сакате малку да ви легне целата работа пред да влезете во материјално содржинска расправа на она што го носат нацрта амандманите, сепак еве вака првично има нешто за вас длабоко навредливо за припадниците на македонскиот народ? Претходно кажав дека во членот 49 не гледам ништо спорно без да ги видам амандманите, бидејќи ништо суштински не се уредува ниту во членот 3, ниту во членот 49. Во членот 3 е за непромена на границите, што е прифатлив принцип на меѓународното право и тука нема што да дебатираме за тоа како да се формулира. А членот 49 дека покрај тоа што Македонија вика дека ќе се грижи за македонците во соседството, тоа не го прави. Така да што да стои една декларација во Уставот која секако не се исполнува. Начинот на кој што се преформулира преамбулата. Значи, прашањето тука е исполнување на каприците на грчката страна. Што бе каприц? Да, во членот 36 може да остане Македонија во историски контекст, ама во преамбулата на 8 септември дека се конституира Република Северна Македонија е каприц. Бидејќи историски факт е дека на 8 септември донесовме одлука да конституираме Република Македонија, не донесовме одлука да конституираме Република Северна Македонија. И за мене клучната критика на целиот договор е всушност дека станува збор за конечен договор кој не е конечен. Бидејќи не знаевме што ќе бидат уставните амандмани, сега не знаеме што ќе биде уставниот закон, не знаеме што ќе биде исходот на разговорите за употребата на брендовите, трговската употреба на брендовите Македонија и македонски и трговските имиња, и не знаеме што ќе биде исходот на Комисијата за археологија, историја и образование. Ово го кажувам во контекст, ќе излезам од уставните амандмани, дека
и Дан многу инсистира на тоа дека ова ќе создаде стратешко партнерство и пријателство кое нема да биде. Значи, ние преку ног нема да создадеме пријател во Република Грција и војната парада во Солун беше една од последните манифестации за грчкиот став во однос на Македонија. Нека има една Македонија, таа е во Грција и е грчка. Земајки го тоа во предвид, земајки во предвид дека обично и во бугарската влада, тој случај и во грчката влада, ресорите за ваквите прашања ги добиваат малцинските, помалите партнери, најчесто крајно десничарски. Прашањето е дали овој договор, наместо да го ослободи баластот на спорот за името, ќе не оптеретува наредните 10 години, пошто времето за спроведување е 5+5. Ајде малку динамика Талески, што велите вие? Да, ајде Талески па вие. Сега, ако тргнуваме со скептични очекувања, ако ставите се задаваме психолошки бариери, никогаш немаше до тука да дојдеме, ако немаме верба во своите капацитети, дека можеме од процесот да изведиме бенефити кои се за двете страни, и за нашата македонската страна и за грчката страна. Се разбира дека постојат многу вкоренети стереотипи, историски анимозитети, се уште ние имаме историски читанки кај нас и ги учиме генерациите дека соседите ни се волци кои сакаат да не распарчат. И ако продолжиме да ги перпетуираме, таквите размислувања и ставови нема никаде да стасаме, освен да се вкопаме во една дупка во центарот на Балканот. Пристапот кој што ние го имаме, кој што за среќа наоѓаме соодветен одговори од грчката страна во сегашната влада е поинаков, дека ќе сме спремни со добра волја да градиме пријателство и стратешко партнерство, како што кажав, кога ќе влеземе во НАТО, ние ќе бидеме во сојуз, одбранбен сојуз и со Грција и со сите други 29 земји членки на НАТО алијансата. Нема да биде лесно. Сигурно ќе има тешки моменти кои ќе треба да се надминат, ама полесно е да го растуриш пријателството отколку да го градиш и да го одржуваш. А најлесно е да бидеме скептични, да ги обвинуваме другите, ама тогаш сме во статус кво позиција. И овие 30 години што се позади нас, можеше во иднина да бидат уште 130. Ја немам пророчки способности, не можам да видам што ќе биде во иднина, но знам дека ако постои добра волја, ако постои искрен пристап кон одржување и градење на тоа пријателство, дека полесно е да се решаваат проблемите. А и не заборавајте дека вклучувањето на нашата држава во НАТО сојузот и понатаму отпочнувањето на пристапните преговори со ЕУ создава одредени одбранбени механизми или инструментариум за надминување на овие разлики. Сега во моментов ние функционираме во еден одвоен универзум каде што ги имаме нашите односи со Грција, имаме асиметрија на односи, тие можат да не блокираат и да бидат каприциозни, ама ние тоа треба да се соочиме со тоа и да најдеме начин да го надминиме. Јас најодговорно тврдам дека ова е начинот. Може би не идеалниот начин, не е како што сите сакаме да биде, ама е добар и фер начин и во овој момент подобар не може да биде. Мехмети па вие Клепски. Ради динамиката ја ќе зборам, но се да може да реагираме. Значи, ја ги разбирам луѓето кои што им се некако емоционално поврзани со ова ситуација, односно Република Македонија, македонски така натаму, меѓутоа ова ме потсетува на една ситуација каде што имаме брод кој што тоне и имаме остров таму кој што е подалеку и луѓето инстинктивно сака да останат бидејќи бродот е цврста градна, меѓутоа ние гледаме дека тој ќе потоне и мора да се одвоиме и да испливаме. И тоа е оној ризик што сите мора да го преземеме. И ова што го прави сега влада, јас така го гледам дека не дека Македонија, не сакам да кажам дека Македонија е брод што тоне, но ситуацијата е можеби таа и ние мора да се одвоиме од таа ситуација, да преземе чекори кои што имаат одредени жртви, мора нешто да се жртвува, не може све да биде како што сакаме ние, а доколку сакаме да стигнеме до некаде. Јас сум убеден дека ова што го кажува Клековски за реакциите во Грција, тие ги гледавме и кај нас. Ние имавме реакции огромни, имаше протести и влегување во парламент така натаму. Во моментот кога владата и јавноста успеа да изгради едно мнозинство кое што застана на страната на договорот, гледаме дека се менуваат работите драстично.
Гледаме во парламент луѓе кои што беа против, сега се за. И протести кои што имаше илјадици луѓе, се има десетици луѓе. И јас очекувам дека кога ќе заврши овој процес кај нас, и во Грција, кога парламентот ќе го прифати, односно кога ќе го ратификува овој договор, дека и таму ќе се менуваат работите. И овој процес сега, ја го гледам и во уште едно светло, во уште една димензија. Мислам дека премногу повторно е тесен овој диапазонот на решавање на проблемите. И мислам дека е штета што не се искористи оваа прилика да се реши не само овој договор, бидејќи кога се интервенира во Уставот, а имаме сега бројка, требаше да се реши некои проблеми кои што... Например, за мене лично е огромен проблем останува тоа што албанците се именува како 20%. Тоа е огромна навреда за албанците. Ако ние збориме за Македонија дека државата има додавка, значи не се менува името, ја не гледам дека се менува името, го се додава една, како се вика, географска одредица, а албанскиот народ во Македонија се нарекува 20%, население кој што е на 20%. Поголема навреда, мислам дека не постои за било кој народ. И тие што барат од албанците да ги поддржуваат овие измени, во исто време се против промена на овој дел од уставот каде што не се кажува албанскиот народ или албанскиот јазик, кој се вика јазикот кој што зборат 20%. И мислам дека требаше малце пошироко и пошироко градо да се пристапи, да се реши и ова прашање и не само да се заврши ова драма со Грција, туку можеби ќе имавме еден устав кој ќе беше многу ќе обезбедеше порелаксирана атмосфера во Македонија и после завршување на целиот овој процес. Клевски, сакате нешто да коментирате или може да одиме со следната серија прашања? Да, за атмосферата не ја прави само уставот, ја прави поведението и политиките. Политиката на владата за една општество, мислам дека доста ги релаксира ситуациите и вреднувањата, ги поставува сите на ист пиедестал, дека се подеднакво вредни. На сите претенции од опозицијата. Во однос на отворањето на уставот, значи дискусиите за сите важни прашања, барем како аспирација на оваа влада, се да има инклузивна дискусија и сигурно има и други теми кои што беа отворени и дадени како предлози кои се вредни за внимание, например во интервенција на членот кај председателот, бидејќи сега со тоа што председателот го крши уставот 2 пати, не става во еден правен вакуум, а императивно е напишано во уставот дека мора е должен да го потпиши указот по второто гласање, тој не го прави тоа, ама сега што правиме во таква ситуација и тоа е вредно. Ама во моментот кога двотретинското мнозинство ја прифати иницијативата на владата, таму беа даени насоки во кои делови ќе се пристапи кон промени на уставот. И тие беа во однос на имплементацијата на договорот со Грција. Значи ова отворање на уставот и правењето на уставните измени се наменети пред се со цел на имплементирање на договорот со Грција како клучен инструмент да станеме земја членка на НАТО и да отвориме престапни преговори. Ве молам, немаме време. 2 минути Клековски. Каква е вашата проценка, како ќе се одвие овој процес, дали ќе заврши и на каков начин ќе заврши? За процесот на уставни измени и еве, ајде на некаков среден рок, дали Република Северна Македонија ќе стане членка на НАТО? Па види, мислам дека е јасно од моменталниот тек на настаните дека владата има обезбедено двотретинско мнозинство во собранието. Не очекувате проблеми на тој план? Па не, со обзир како течат настаните, не верувам дека ќе има промена на ставовите на фракцијата од ВМРО ДПМН нешто ги поддржува уставните промени. Претпоставам дека тоа ќе во Македонија ќе оди понатаму спрема планот на владата. Од текстот е јасно дека има постигнато баланси и со таа фракција, меѓутоа и со партиите на етничките албанци, тоа го гледам во интервенцијата во преамбулата со Охридскиот рамковен договор. Значи, има доволно застапени интереси на повеќе фракции или чинители во општеството за да се обезбеди поддршката за амандманите. Предпоставам дека тогаш ќе биде наред грчката страна да го
спроведе и како стојат состојбите во парламентот таму и ако тамингот биде во ред, претпоставам дека и покрај маневрите на независни грци и на Каменос дека ќе биде обезбедено потребното мнозинство во Грција да се помине процесот понатаму и дека тој дел од процесот ќе биде завршен. Секако станува многу подолгиот процес кој е 10 годишен. За Европската унија, за НАТО. Генерално секупниот процес на спроведување, каде што имаме две комисии. За ова зборувате конкретно. Каде што имаме две комисии, каде што имаме уште непознаници. До членството во НАТО очекувате поголеми проблеми? Не. Не. Добро. Вашата проценка околу процесот? Има пречки по патот? Пречки сега. Например, овие четворица пратеници од Алијанса и од БЕСА, очекувате дека може да се издвојат? Не верувам дека ќе ја ги разбирам како што ги разбирам луѓето кои се емоционално поврзани со, односно им смета промената на името, исто така ги разбирам и пратениците албанци кои што сакат да се вклучат и овие промени кои што и мене ми сметаат. Меѓутоа, реалноста е таа, испуштен е тој момент и сега формално правно не може да се вратиме назад и мислам дека нема да биде проблем. А доколку Грција прави проблем, тогаш ние ќе бидеме победниците. Зборам за подлог рок. Ако они евентуално направат некој проблем во усвојувањето на договор. Талески, за вас едно поинакво прашање, што вели претпоставениот дневен ред, до кога овој процес би можел да заврши во парламентот, кога Грција би можела да го ратификува договорот и пристапниот протокол за НАТО? Значи, првото не можам јас најпрецизно да го одговорам, бидејќи сега работите се селат во собранието на Република Македонија. Пратениците во зависност од нивните дискусии, председателот на собранието, бидејќи ќе води пленарната и комисиските расправи, ќе го кажат тоа, но она што се претпоставените рокови и очекувањата се дека ние би можеле сето ова да го затвориме од наша страна некаде до средина на јануари, можеби втора половина на јануариот, и имаме доста таму флексибилни рокови. После тоа што ќе се случува, ќе го завршиме нашиот процес на пристапување кон НАТО, односно ќе биде подпишан протоколот за членство помеѓу Република Северна Македонија и НАТО, и после тоа ќе генералниот секретар на НАТО ги известува земјите членки на Алијансата дека можат да пристапат кон ратификација на спогодбата, односно се извинувам, на протоколот за членство. Грција по тој момент треба да ги ратификува двата документи. Имате разбирање дека на иста седница ќе одат тие две работи? Тоа е, да, имаме разбирање, исто е и во нивен интерес, дел од договорот има и таму гаранции, и сега ако сакаат да има имплементација, мислам, имплементацијата на уставните амандмани кај нас директно зависи од тоа, од двојната ратификација, односно грците да ја ратификуваат спогодбата. Тоа ќе го пишува во уставниот закон. Да, тоа ќе го пишува во одлуката за донесување на уставните амандмани, дека треба да биде, тоа беше едно барање од 8 пратеници од ВМРО-ДПМН и новата пратеничка група на ВМРО-ДПМН, дека е врзано со ратификацијата на спогодбата од страна на Грција и протоколот за членство во НАТО. Откако грците ќе го ратификуваат, почнува процесот, ние веќе си го земаме заслуженото столче во НАТО, имаме место на масата, стануваме дел од Алијансата, но додека не заврши целиот процес на ратификација од страна на сите земји членки, единствено што немаме право на глас. Ама седиме таму на масата, консултирани сме да се почнуваме функционално да се интегрираме во тоа голема воено-безбедносен и политички сојуз, и кога ќе заврши финално последната ратификација, што би требало да биде некаде во 2020 година, обично е тоа по година, година и пол, стануваме полноправна членка на НАТО Алијансата. Добро, ви благодарам на сите што вечер бевте дел од 360 степени. Да одгледаме и саботажата. Апологетскиот телевизиски двоец кој на крвавиот четврток буквално ликуваше оксиморонски тврдеше дека тоа бил немирољубивиот насилен влез во собранието. На повторна средба по подолг период ги открива долгочуваните стравови за кои додека сите околу нив пиштеа, тие не смееле ниту да зуцнат.
Ќе започнам со исклучувањето од партијата на поранишниот директор на УПК Сашо Мјалков, човекот чие име до неодамна со шепот изговаравме. Не само што веќе не се чувствува страф, туку поттикнати од слободата, дури и малските ВМРО-вци отворено и на јавна сцена се конфронтираат со оној чие име не било за споменување. И тоа со герилски акции, со кои урбаните прераснуваат во вистински легенди. На мојата улица, на еден бетонски столб, беше насликан и долго строеше портретот на Мијалков и одозола пишуваше на браникот на татковината. Јас излегов вечерта откако го избрка и неговиот портрет веќе го немаше на бетонскиот столб. Тоа чувство на слобода им дава храброст и неа баш максимално си ја користат сите оние кои не така одамна во истиот табор водеа вистинска војна за тоа кој попрво да се појави за да го пофали благопријатниот лик и грандиозното дело на оној чие име тие ни тивко не смееле да го изговорат. По оставките на Гордана Јанкуловска, Миле Јанакиевски и Сашо Мјалков, политичките аналитичари ценат дека ова е гест кој што говори за етиката и моралот на членовите на владата. Професорката Иванка Додовска вели токму во овој гест се гледа разликата меѓу владеачката гарнитура и опозицијата. Тогаш апсолутно неговото место не е во редови исто заедно со нас. Тоа не значи дека ние сме декадентни. Тоа значи дека ние конечно се чистиме од плевелот. Ова е толку трагикомедично и толку контрадикторно. Промената на ставовите на аналитичарите кои станале партиски парчици е навистина трагикомична. Таа особеност ги краси и политичарите на кои актуелното друштво не им било домицилно. Тие, политичките прелетувачи, се исклучителна категорија, а една од нивните карактеристики е служењето со аргументи за кои не можат да посведочат, бидејќи воопшто не биле дел од таа структура на која се повикуваат. Со ова само покажуваме дека ВМРО-ДПМН располага со кадровски потенцијал кој што секогаш е на располагање на партијата и уште еднаш ќе ја потврдуваме тезата дека ВМРО-ДПМН била е и ќе остане раседник на кадри во иднина. Просадникот од другата страна има профилирани и талентирани кадри, ама очигледно им недостига техника. Им фали тоа што е навистина потребно за да се чуе дека нешто подработуваат, дека не се само најобична слика без никаков тон. Пак има проблеми. Нема ни превод, има ништо, пошти системот падна. И на крајот, што треба да се случи за системот целосно да не падне? Сето ова што сите досега го говорите не индицира ништо друго, освен тоа дека на јавна сцена со вклучени камери левата и десната страна ќе станат, ќе се ракуваат, ќе се избршкат и бацуваат меѓу себе. Не мора да се бацуваат. За помирување не треба ништо од сето ова. Потребно е само почитување, меѓусебно и заедничко, ама на законите. Толку за вечерва, ќе се видиме повторно в понеделник од 22. Останете на Алсат и погледнете ги и вестите.